Повелете со прашање. Повели. Прво, денес имаше иницијатива за група пратеници за измени на изборниот модел да бидат дел од преговорите што се водат помеѓу двете најголеми партии и Социјалната ДПМН. Дали ќе прифатите како партија нивните барања и како ќе стават на СДСМ во однос на измените на изборниот модел, дали е прифатливо да има една изборна единица? Ставот на Социјалдемократскиот сојуз и програмска определба на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија е една изборна единица отворени листи. Знаете дека мораме да разговараме, да дискутираме и да дебатираме и со меѓународни експерти, но овде и во рамките на собранието, сите колеги пратеници во однос на таа иницијатива, тоа е нивно демократско право, можат да ја поднесат. Секако, за волја на вистината, уште ја немаме видено иницијативата, секако ќе оставиме можност во рамки на пратеничката група, во рамки на собранието, да ги разгледаме сите позитивни, негативни страни од таквиот модел и секако, конечно, со консензус да донесеме одлука за тоа што знаете дека во однос на изборниот законник потребен е консензус во собранието. Знаете дека во последниот период фокус беше ставен на законот за јавното обвинителство. Верувам дека во најскоро време ќе почнат и работните групи кои што ќе треба да дискутираат на темата на изборниот законник со сигурност. Антонио Милошовски, човек осомничен во предмет на специјалното јавно обвинителство, сака да ја разгледува работата на специјалното јавно обвинителство. Лично за мене е сосема неприфатливо, очигледна е паниката во ВМРО ДПМН и продолжуваат во обидот да си ги амнестираат криминалот и криминалците во нивните редови. Едно нешто можам со сигурност да им порачам, дека како што не успеа да ги спречат предметите да пропаднат на специјалното јавно обвинителство, исто така нема да успеат да се спасат од одговорност. Нашиот став е сосема јасен. Одговорност за секој кој што се огрешил пред законот, без разлика на неговата партиска, политичка определба, етничка определба, одговорност мора да има и одговорност ќе има. Тоа важи и за раководството на ВМРО ДПМН, и сегашното, и претходното, но и за нивните тајкуни кои што се појавија за време на нивното 11-годишно владење. За сите без исклучок, тоа го потенцирав. Дополнителни прашања? Ви благодарам на вниманието.